Невозможна мисија. Джеймс Бонд. Борниевиот идентитет. Има многу шпионски филмови. Homeland е добра серија. Station Berlin исто така извонредна серија на Epix. Но македонското разузнавање повеќе личи на Викенд на мртовци. Ако сте го гледале овој филм, ако сте помлади не сте го гледале, погледнете го, тоа е еден култен македонски филм, во кој има еден Алекса кој се представува себе си како околиски разузнавач, односно како околиски шпион. Ово утро во радио Лидер откриваме ексклузивно еден шпионски скандал на македонското воено разузнавање, помалку пародичен, а помалку и смешен. Добро утро за мојот ководител Ивица Боцевски. Добро утро. Ја веднаш само да кажам дека сериите на македонски се Татковина и станицата Берлин. Ме поправаш од англиски јазик. И добро утро на деканот на факултетот за безбедност при Европскиот универзитет Александар Нацев и долгогодишен експерт во воено-разузнавачки прашања. Добро утро, благодарам за поканата. Почитувани слушатели, минатата недела македонското воено разузнавање имало вистински скандал, односно вистинска комична ситуација. Имено министерката за одбрана Славјанка Петровска испратила двајца наши обавештајци во Косово. Не знаеме по која мисија, а и да знаеме не смееме да откриеме затоа што ќе не гонат за оддавање на службена тајна. Отишле во Косово, но веднаш чим стапнале на косовско тло, двајцата наши шпиони, односно двајцата наши разузнавачи биле уапсени. Пошто потоа пратиле нашиве, кој што знам, нова мисија, кој што имам информации, за да се спасат овие двајца, да не бидат затворени, биле во притвор, нели? И така некако се заташкала работата, но Нацев, она што го имаме како информација е дека овие двајца биле пратени таму и кога влегле таму, самите се представиле дека се разузнавачи, затоа што немало најава дека ќе пристигнат, биле уапсени. Подобро, нивните овластувања доаѓаат за разлика од други разузнавачки безбедносни агенции во Македонија. Надлежностите и овластувањата на вработените во военото разузнавање се опишени во Законот за одбрана. Има таму неколку члена кои што им ги даваат овластувањава, нели? Секторот, службата за воена безбедност и разузнавање е директно подчинета на министерот за одбрана. Така да предпоставам дека веројатно министерката била информирана која е целта на одењето на нашите оперативци во Косово. Од друга страна, како што нашата воена разузнавачка служба води евиденција за разузнавачите и оперативците на военно-разузнавачките служби на соседните држави, веројатно и Косовската служба за воена безбедност имала информации, знаела кои се луѓе кои што влегуваат. И мене ме чуди што стигнале таму, не знам, на некоја бензинска биле уапсени, што стигнале до Приштина, што верувам дека ти уште од граница се знаело кои се, што се кога поминале граница, нели? И веќе се знаело кои се. И веројатно само се чекало погоден момент за нивно сега дали биле апсени или само приведени на објаснување до објаснување, тоа не знаеме. А зошто отишле во Косово може да шпекулираме за две работи. Прво, доколку илегално... Да го прекинам, многу ми е драго како сладко се изнасме. Не може да остане сериозен. Не може да остане сериозен на вако. Не, ама мене не ми е јасно како мислеле дека нема да ги фатат. Како се викаш на Netflix има на француска на серија што прави комедија од француското надворешно разузнавање, не ми текна, е многу интересна. Ова на тоа ми личи и на она, како се викаш на англискиот филм кога доаѓа овој му вика на шефот разузнавачот, вика, вика ми избега, вика кога го следе, вика низ Лондон. Како ти избега? Па вика сврти десно. На раскрсниците, па вика ти шо да не сврти десно? Вика во автобус бе. Го следел со автобус. Ова ми личи за нешто. Не, па видите, тие можеле да бидат таму на два начини. Прво можеле да бидат таму официјално, но официјално за да одиш треба да се најавиш, нели, да знаат дека одиш таму.
веројатно имале било поврзано со учеството на, нели знаете дека имаме ние дел наш контингент во мисијата КФОР. Информациите се дека тие отишле, нивната намера била да испитуваат сомнителни активности кои се случувале внатре во мисијата, а кои што вклучувале припадници на Арама. И доколку тоа била првичната цел, во ред, тоа е легитимна цел, нели? Тие војното разузнавање има надлежност на сите единици на армијата и доколку имале таква наредба, да, тие требало да отидат таму да спроведат истрага доколку имало нешто незаконито и да ги соопштат своите резултати до претпоставените старешини. Тоа е доколку биле таму отидени официјално, но доколку имале намера да отидат таму прикриено и да извршуваат одредени оперативни действија. Тогаш не се прикриле баш. А уште кој што прочитав, уште по трагикомично е што били препознаени од наши припадници таму кои што биле во Косово, дали на некоја бензинска сретнале ги препознале, ми рекле и слушате овие наши со војно разузнавање. Има една таква верзија која што кружи. За жал, ја мислам дека освен еден блед демант од МАО не видовме некое објаснување. Нели имаше вчера нешто дека Мачки лаже, дека има, па дека лажи и дека пробувал да ја наруши, не знам, професионалност угледот на припадниците на воената служба и на Министерството за одбрана. Ама тој демант беше така како само да се има реакција да се каже нешто, меѓутоа немаше ништо суштинско во него, што значи дека бруката останува. И така. Можеме да се вратиме назад вакви примери да евоцираме многу, не само од военото разузнавање. Ние практично нема служба која што нема скандал позади себе последните 6-7 години. Еве, ако сакате таксативно, служба по служба ќе ги наброиме. Не знам дали се сеќавате, еве тука преку булеварот комшији од агенција за разузнавање дека има ситуација во Брисел, кога двајца, едниот таму кој што беше официјално акредитиран во Брисел, другиот дојденец тука од Скопје на некоја конференција во НАТО која што била за руско влијание, ова беше пред короната, значи пред 3 години. На враќање во хотел си набиле параноја дека некои руси ги следат, земање сите материјали од останоците и дали некој таму цедиње во USB. Полек. И ова е too much. Чекай, само да објасним за... Ја мислев ова што ги озбилна. Чекай. Не, па како не, преозбилна работа е. Ама овие ве видите. Не, ова да го докажеме само па, мислам, идеме во сериозното. Значи што направиле овие? Значи биле во Брисел. Биле во НАТО, во судиштето на НАТО. Биле на состанок кој што однесол на руска пропаганда, руски оперативни акции. Од тука им дале таму нели материјали, цедиње, USB, носеле со себе документи, покани, агенда, се носеле со себе. И тргнале да одат во хотел. Кога стигнале во хотелот, вали искусни оперативци, помислиле дека некој ги следи. И си набиле параноја дека се руси. Веднаш почнале со уништување на документација што носеле со нив. Арнома документацијава немало кај да ја уништат, почнале да ја фрлаат во ВЦ школка. Кога почна да ја фрлаат во ВЦ школка, фрлиле таму цедиња, ги искршиле цедињата, ги фрлиле, се затнала ВЦ школката. Од тука немало каде, излегле, почнале да ги кинат и да ги фрлаат по корпи низ град. И сега влегле во една спортска продавница, најбрзо, најблиско до седиштето на НАТО има Декатлон продавница. Добро. Влегле во Декатлон и таму ги пријавиле некој дека има двајца што сомнително се однесуваат, доаѓање полиција и ги уапсиле на лице место. Ги однеле устаница. Ај што ги однеле устаница, овие немале како да докажат дека се припадници на АРА. Ај тој е акредитираниот. Може, пријавен во Брисел, нели, да. Лесно е за него. Ама Арнови не верували, рекле дајте сега да видиме, отварите мејлови, да видиме дали има покана вика од НАТО, дали стварно сте биле на состанокот. Поотварале мејлови, па се идентификувале, па виделе дека па сошиве се совпаѓаат со поканата за состанок, па се јавувале тука и така ги пуштиле. Инаку приведени за пријавени с двајца сомнително се однесуваат, доаѓа полиција ги апси. А се сеќавате дека во Брисел нели мислиш колку се филмале. Во Брисел веќе некое време беа мерките затегнати, после она што се случи 2016 кога беше самоубиствениве напади, полиција има многу полиција и внимава. Чекај малце. Нас кој ни е директор на разузнавање? Види. Јани Бојаджи ке ни се најдете, ма не е лошо ја и ти заедно со Александар сценарио да направиме за еден ситком. Ама не, види, ја тука се прашувам кој е директор на македонското разузнавање? Џон Клис од Монти Пајтон, што е работа? Види се, работата е што секоја ваква епизода на крај треба да заврши со последици. И се, не случајно, еве ти си, например, љубител голем на Израел, овакво, зошто таа држава е толку успешна? Затоа што секој ваков скандал, кој излезе во јавноста, кај нив.
Прво внатре во куќата ќе си направат ревизија на се што се случувало, па во министерството, па во владата, па на крај во собрание. И потоа се носат заклучоци. Некој ќе изгуби работа, некој ќе биде променет, некој ќе биде казнет и ќе се каже, луѓе вака и вака ќе работиме во иднина. Ама не многу Тоа било направено. Се го вратија тој од Брисел едниот. Тој што беше? Тој што се уфилмал. Ама не, мене друго не ме. Го вратија, после на малку тука, после пак го пратија. Добро, нема они тренинг дека не можеш вака да се уфилмаш. Тоа не ми е јасно, нема. Веројатно имале, ама ете паранојата ги фатила. Јака Јака. А што зашто таа Декатлон? А чекај, не може да отидат од хотел во мисија? Ама мислам, мене логично ми е... Мислеле они дека физички ги следат и дека еве се готово тука. Не можеле. Мисијата, знаеш, нели? Наша тогаш уште не бевме членка, мислам. Уште бевме пак таму е, нели? Па види најбезбедно таму да ги оставиш документите, ако така гледаш, внатре во мисијата, во нашата мисија, има сефови, има се јас. Работев во баш во мисијата работев. Да. Има таму сефови за заштита на највисок степен на тајност. Баш кај на тајност. Целиот периметар, обезбеден физичко обезбедување има од секој. Да. Па сега они не знам, тоа можеби она инстинкт за преживување се вклучили и гледале како најбрзо се ослободат од документацијата, али целата епизода така завршила. Тој го вратија, потоа пак го пратија некаде. И тоа не име про скандали, сега имаат проблем со акредитации. Имаат проблеми, вратија, сака да испратат представници на агенција за разузнавање, деташирани представници надвор, вратија. Тој за во Египет, мислам дека сега, ова не ми е 100% потврдена информација, но е вратен заради конекции со муслиманско братство. Значи има сериозни пропусти. Ајде сега. Нели рековме се може таксативно да ги наброиме. Еве не знам дали се сеќавате, сигурно се сеќавате и би требало јавноста да памти. Секој наш обид да се испрати човек во НАТО е завршува со неуспех. Нели имаше во време на Радмила еден му дадоа упатување и потпише решение за да замине за висок воен представник во мисијата во НАТО. Веќе откако станавме членка, полковник еден, НАТО му врати негативна безбедностна проверка. Му рекол, овој човек не може да дојде да работи во НАТО штаб. Да се вратиме назад, Нацев, ќе ве замолам. Значи, види, еве еден слушател добро коментира баш во моментов по ова што излегува што се случило во Косово, излегува дека Косово во споредба со нас е озбилна држава. Затоа што иако нели има статус на протекторат на држава, не членка на Обединетите нации, така натаму излегува дека Косово со своите активности, односно косовските власти, косовската полиција, во споредба со нашиот аматеризам, излегува дека они се држава за нас. Па, види, косовските служби исто така се обременети со неколку сериозни безбедностни инциденти. Не знам дали се сеќавате, пред 4-5 години се случи убиство внатре во Агенцијата за разузнавање, еден колега губи друг колега во трапезарија. Тоа кавгата била некоја банална, дали за некоја жена, дали за некоја вербална. Добро, но такви работи има сегде. Ова е оперативен скандал. Ова е оперативен скандал. Значи тоа е друго, едно е се степале внатре. Се степале тоа го има сегде каде што постојат луѓе генерално. Да, добро, ми тоа заврши убиство, човекот беше на лице место убиен. Тоа е. Имаше уште неколку скандали во Косово, имаше Ама не е системски проблемот, индивидуален. Да, добро, да разберам што тоа сакам. Она што ние сакаме сега ни с неколку примери, ако што ги изнесов, има такви примери уште 10 можеме да кажеме. На пример, имаме ситуација во која од 10 активни генерали, 5 генерали не ги одбиваат за безбедносен сертификат. Зошто? Добро, ке нас проблемот е системски. Тоа сакам да кажам. Да, а во Косово е да, добро, окей, индивидуално. Тоа е така. Меѓутоа ке нас, еве ние ако разложиме неколку примери поред, значи ние имаме сериозни. Ајде Ана, а како изгледа ова враќање назад после? Не, ова со генералите, може ли само? Не, ќе се вратиме. Значи прво дај во првиот дел од емисијава да го расчистиме. Види, потоа ја расчистиле работа. Отишле двете настани, па после ќе се вратиме на генералите. Веројатно, неверојатно, туку сигурно потоа од воено разузнавање отишле припадници дополнителни кои што преку официјални канали се легитимирале дека ќе одат таму и дека ги нашле овие двајца првиве илегалциве. Да објасниме, Александар, се објаснили и се пуштени. Види, не работеле сите како мените во делов на овој дипломатијава, така што на гледачите да им објасниме дека има два типа, нели, во разузнавачката работа. Има кога државата по дипломатски пат ке најави, нели? Така.
Ќе акредитира Овие свој персонал. акредитирани разузнавачи, легендирани, како што ги Не, викате вие. не, обратно. Обратно, добро. Легендирани се тие кои што не се Кои што не се, добро. А овие вториве се нели кои што Вториве ги викаат илегалци, Да. тоест тоа е руска терминологија, која што не знам најдобро илустрирано преку има една, еве со серија почна Лјупчо на почетокот, Американс има една серија, американци, да. која што е Таа е многу интересна, многу комична, интересна. така, да. И баш се работи за двајца руски оперативци кои што работат под длабоко прокритие на територија на САД, легендирано. Тоа е легендирано, значи тие си Добро. имаат легенда дека работат ова работа. А овие не се Овие легендирани. не се легендирани. А овие што да така официјално тие се пријавени официјално на кај државата во Акредитирани Фри. се тие. Исто како што се акредитираат дипломатски. Значи, сега што е работа? представници. Ние сме пратиле легендирани за работа за која требало да бидат акредитирани. Така е. Веројатно било така. Сега не можеме со 100%, меѓутоа чим биле апсени, чим биле преведувани, значи не биле официјално Дали пријавени може би дека ќе доаѓаат. соработувале со српските служби овие, затоа што Србија и Косово имаат една низа на неразчистени нели настани, двете држави се во перманентен нели не конфликт воено. И мислам дека во овој случај од информациите кои што до сега ги имаме, а Министерството за одбрана не се потруди да ни разјасни на крај работа, мислам дека Србија не е во миксот, туку дека овие двајца се отидени таму за да истражуваат одредени действија во рамки на контингентот на Арама кој што е таму. Таму имаме ние 30-40 луѓе. И дека тука имало некоја ситуација која што во последниве неколку недели не е прва, бидејќи имавме еден скандал, еве ајде рековме ќе одиме со ексклузивни информации. Имам уште една ексклузивна информација дека за жал, морам да кажам за жал, бидејќи јас доаѓам од Арама, за жал имавме некоја ситуација на аеродром на овие наши спасувачки екипи кои што беа во Турција на враќање, дека кај дел од нив на аеродром се пронајдени количини на злато, на друг накит, вреки за спиење, дури на некои помали домаќински средства кои што наши војници кои што биле таму Значи сакаш да ми кажеш дека ги ајде да не речем ги украле, меѓутоа се искористиле прилика да се послужат и да се вратат. Известена е војна полиција, превземани се действија таму, меѓутоа еви тој скандал Боже, не излезе во јавност. Да не заборавиме дека ради неспособност на нашето Министерство за одбрана им ги ограбија магазините кои што се во кругот на Министерство за одбрана. Нели? Че сакаш да ми кажеш дека Така да имаме сериозни проблеми. нашите војници кои беа за спасувачка мисија во Турција, дека всушност дел од нив биле фатени дека краделе таму. Да. И скандалот е открит на аеродромот кога слетуваат овде. Сега друга работа, во однос на Косово, имаме ли информации, индиции што се случувало во нашиот контингент за овие двајца сега фатениве од операција Приштина разузнавачи да бидат нели Не знаеме точно, во моментов јас не знам точно, меѓутоа ќе дознам. А нашиот контингент таму во Квор сега за сега, јас сум сигурен дека таму одат професионални момци и девојки, припадници на Арама и дека се работат како што треба. Ја бев таму минатата година, бев на средба со командантот на Квор. Во тој момент командант на Квор беше унгарец, генерал. Имав средба со него, човекот имаше баш позитивно мислење за нашите војници, во смисла на дисциплина, во смисла на извршување на врските. Имавме ние неколку, ајде да не речем неколку, јас знам за два случаи кога се случи ситуација да од тука му пратат човек кој што нема безбедносен сертификат. Што е незамисливо ти да пратиш на мисија човек кој што не може внатре. Добре, во вакви самиот пристап до базата е класифициран, една работа. Втора работа се сеќавате дека ни почина еден таму. Сега добро, тоа ајде човекот од природна смрт, сега не нешто срце и проблеми, меѓутоа пак се поставува прашање како поминал медицински прегледи во воена болница. Кои се методите со кои системот се справува со вакви работи? Да, у секој систем постојат грешки. Ние сме радио кај не сме грешки. Но постои одредена методологија како после се истражуваат тие грешки, се анализираат. Може овие луѓе не се виновни што ги фатиле таму шпиониве. Зошто? Може некој им наредил, така? Ако им се јавила Славјанка Петровска, сега карикирам, не знам дали има командна одговорност над нив, им рекла, одете вие двајца во Приштина, никој не ги акредитирало, ни што земале пасошите си, поминале граници, идат у Приштина да истражуваат. Ама појма немаат од процедурава дека не е испочитувана, можеби и не е нивна работа да ја знаат таа процедура. Види, нашата воена разузнавање не бори многу, нема многу припадници, особено тие што работат разузнавачки операции. Да смислам дека најголемиот дел од нив веќе се на радарот на, ајде да не одиме пошироко, на
на соседниве контраразузнавачки и безбедностни служби, така да много тешко е во денешно време да успееш ти така да таква операција да изведеш. Втора работа која што мене многу ме загрижува, ние оние кампањи НАТО, сега сме во НАТО, сега сме рамо до рамо, да, ние сме во НАТО, и тоа да се деси ваква ситуација, Косово која што се уште нема ни статус на признаена држава, да тие апси оперативци кои што доаѓаат од НАТО земја во најмала рака повикува висок степен на одговорност и висок степен на потреба за објаснување. Значи генерира кај нас луѓе, кај нас граѓаните на потреба да ни се објасни зошто нашиот безбедносен систем во моментов военото разузнавање кој што е конкретно најповикано прави такви блатантни грешки да цел свет ни се смее. Види, само ти кажем, да знаеш, Лјупчо, сега Александар не може да зборува тоа, ствари ке не се приклучи. Они се како врзани црева, војните разузнавачи. Верувај дека сите од Скопје знаат од прилика, може би не сите, ама ги знаете 99% кои работат во Србија, во Бугарија, во Грција, во Турција е поголема друга. И за секој од нив има досија во, да речеме, за македонски има досија во српската. И обратно. И обратно. Да. И сега обратно не знам дали. И сега види, затоа што кога ќе пукне ваква работа, тоа се шири како оган во тој свет, нели? И почнува одеднашка смеењето, така? Ние имаме сега проблем да направиме операција у Косово, така? Да. Кај што ние би требало да сме доминанти, нели, НАТО, нели? Јасно. Сега замислите, ние сме НАТО членка. И те викаат сега на НАТО состанок има, да речеме, консензус да се прибираат разузнавачки информации од Абхазија, од Јужна Осетија, не знам, од Приднестровје, и викаат на нашиве, слушајте, дајте ни вие двајца воени разузнавачи од Македонија да ги пратиме андеркавер да работат под прикриено да работат, да речеме, у Камбоџа, у Тајван или у Јужна Абхазија и Осетија. Тука на 100 километри ги фаќаат. Да, сега ги праќаме во Абхазија, знаеш колку држави има да помине. Така да, види, ние мислам не може да останеме сериозни, не, тема е прилично сериозна, и тоа не може да остане сериозен. Кога вакви работи се дешаваат, што викаш на 60. Не, ама мене ми се пак ќе кажам, тука кај овие во Приштина постои веројатност дека проблемот е во базата, односно тука во Скопје, во командниот центар. Значи може и не се виновни луѓето да не им забележуваме. Ама оние у Брисел, што се испараноишале, до тоалети, што бутале седиња, тие екстра разузнавање. Не, ма види и ова е што ти вика се. Вика ти си дел од систем кој што треба глобално да работи, а ти не си мрднал од држава, знаеш, онака скандали се случуваат. И сега, ај сега, замисли сега, тука, ту збориме, се што е воената што е у Скопје, сега го прераскажува по приеми, по едно, по друго. Зато рекол, бруката е глобална. Ај тоа, него знаеш дека вие сте врзани со дипломатија, тој меѓу дипломативе се проширило, значи... Сигурно. Значи пукнала брука, по македонски, вака кажем. И сега работата е, пак, Лјупчо е тука во право. Значи, не е работата... секој се случува. Работата е кои се консеквенците сега. Ама види, нема консеквенции, за тоа цел време го зборам. Принципот на одговорност не постои кај нас. Зошто? Затоа што ние имавме поранешен шеф на воено разузнавање, во чие владење се направија милион глупости. Му фаќаа луѓе на партиски митинзи како обезбедуваат на СДСМ, му фаќаа тој што негативна безбедносна проверка, без не можеш сертификат да добие, па го стави Радмила да биде началник. И тој сега наместо да стрпи одговорност, знаеш сега е, во мисијата на ОПС увиена. Што да правиме повеќе мови? Значи, тој место да биде повикана одговорност, тоа е наградена со дипломатска позиција. Да, и тоа од нашата држава. Да. Опсе убава, мислам, па Дабо не беше Дабич на тоа место. Не, он беше амбасадор и види, Дабо се бореше. Грчевито и кабе луѓе Опс има и воена компонента, пратете некој. На Дабо не му пратија. Никогаш ова. Што е срамота, нели? А овој го пратија веднаш. Да. Значи денес го сменуваат. Тоест веќе му беше договорено и дењево, само нели почека дури да добие таму да ги среди логистички работи и веднаш отиде. Од началникот иде таму. И сега вие кога се случува тоа кога гледате, па секој може да рече што е да се деси, јас сум безбеден. Еве ти како човек кој доаѓа од таа фела, доколку тебе ти се случува, независно дали доаѓаш од командната или оперативната страна, што ќе преземеш? Зависи од која страна си. Ако си командна, ако сносиш одредена командна одговорност, веќе си
нели веќе си раководител, најмалку што можеш од морални причини да напише една оставка и да ја однесеш на Славјанка. Сега збориме за раководителот. Војното разузнавање во моментот е сведено на сектор. Нели има таму 10-15 сектори во Министерството за одбрана. Војното разузнавање кај нас е сведено на ниво на сектор, меѓутоа тоа е најголемиот сектор со најмногу буџет, со најмногу луѓе. Ако раководителот на секторот дал наредба на двајцава луѓе, а веројатно тој дал, нема кој друг да даде, тој им дал наредба. Одете таму, завршите тоа и тоа. Тогаш одговорноста е кај него. Ако тој им кажал направете вака и вака, а тие направиле сосема спротивно ради тоа, дошло до нивно откривање, тогаш одговорноста е кај нив и најмал рага треба да бидат отстранени од воено разузнавање и да отидат онду логистика или у логистичка бригада некаде. Или да чуваат магазин у Петровиќ или на Чојлија, не знам се. Се уште немаме доволно информации за кај кого да ја насочиме одговорноста. Но на крај оној кој што дава наредба во Министерството за одбрана и оној под кој што чија што директна надлежност е Значи на крај кај Славјанка е бруката. За се случеше овој дел на припадници, да речеме, на пример на, знаете дека во Генералштабот има едно J2 е за разузнавање и контраразузнавање. Да се случише таму, одговорноста ќе баравме од НГШ, затоа што таму НГШ командува. Но ова се случи во цивилниот дел, каде што надлежност има директно министерот. Сега, дали ќе да узнаеме целава прича, останува да видиме. Бидејќи пак ќе кажам, имаше само едно бледо соопштение од Министерството за одбрана дека овој скандал го изнесе пратеникот Драган Ковачки, имаше еден така ад хоминем напад кон него и реакција дека nije се десило, не се случило. Так. Сега да видиме А за како се ова во развива. Брисел таму? Не, за ова Брисел беше јавна тајна, по сите медиуми исклучи како Брисел. Ама не, почна не, се кој знае. беше таму одговорен? Еролд беше директор. Еролд беше директор. А, добро, Да. тоа е под сега може да да се на државата. Да се вратиме, можеме нова со генерали бе. Ке се вратиме Или имаш уште ти, по рекламите? по рекламниот блок. Почитувани слушатели, одиме со блок реклами. Откривме огромен шпионски скандал под кодно име Операција Приштина во утринското меѓутоа издание. голем човечки скандал под кодно име Операција Земјотрес. Да, и откривме огромна неспособност под кодно име Операција Славјанка Петровска. Останете со нас, ставете сабскрајб на нашиот YouTube канал, каде што нема да ги гледате за ваша среќа рекламите кои следуваат. Сите вие кои не следите во живо на 107,4 и на Facebook следува блок на реклами по кои се враќаме назад да продолжиме со вториот дел во емисијата, каде што ќе ги дефинираме дефектите во македонскиот безбедносен систем, а веруете ќе откриеме и уште некој шпионски скандал. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Откриваме се уште огромен шпионски скандал на македонските служби кој заврши со брука, односно Операција Приштина, во која двајца наши разузнавачи биле уапсени од косовските власти. Ивица, вие напоменавте за другите проблеми во системот, ве вратив назад намерно за убаво да ја објасниме ситуацијата со овој викенд на мртовци настан што им се случил на нашите оперативци. Ти имаше други прашања во друг правец, да го фатиме во друга една во една друга насока, меѓутоа не јасно е, ова е очекуваш прво да го довршиме. Очекуваш дека во собрание ќе се дискутира во соодветните комисии или тешко ќе заташкаат? Па мислам тешко. Од надлежност за ова Комисијата за безбедност и одбрана има. Председател таму е од СДСМ, мнозинство имаат од СДСМ, така. А оваа што е за контрола на службите или војната не е? Не, само Агенцијата за разузнавање и АНБ. Да. Зошто така е направен системот? Затоа што на запад често знае и војната да биде ставена во овој куп. Па затоа што ние имаме се уште таков систем кај што војната служба е нема до толку голема независност, бидејќи нели рековме само сектор под Министерството за одбрана. Нема посебен закон, например немаме закон за војна разузнавачка служба. Дејност, како и да е, туку е имплементиран тој внатре во Министерството за одбрана и се смета дека затоа е таа цивилна служба и дека отчетноста треба да биде пред министерот за одбрана. Од друга страна, нели реков армиското разузнавање си е како посебен ентитет, J2 во рамки на Генералштабот и тука се смета дека командната одговорност е над, има нели началник на таа служба, над него е
началникот на генералштаб. И видите, таа поделба до некаде ке нас во општеството секогаш било така, значи не Сакаш сме да имали кажеш никогаш дека како двоен. аналитика во МНР, нели, што не е предмет на анализа, така ни ова не е. Па да, а сега Да, веќе треба, ако сега, зборуваме за зборуваме различни за- пристапи, еве нели секогаш почнуваме Да. компаративни прикази кои правиме, секогаш почнуваме од регионот. Србија на пример има две разузнавачки служби, две воени служби. Едната е военно-безбедносна агенција, другата е воена разузнавачка. Значи кај нив, внатре во рамки на вооружените сили е поделено. Тоа на времето Дел беше работа заедно, безбедност, дел под еден работа кров беше разузнавање. КОС, така, во Југославија. Да, сега имаме ние во Македонија да и безбедносната и разузнавачката компонента добро. воена се вклучени во една служба, тоа е службата за воена безбедност и разузнавање, нели самото име кажува. И јас мислам дека Значи се смета Премногу- дека демократската контрола се реализира преку министерот, а не преку собранието. затоа што министерот за одбрана па секогаш треба да е нели цивилно Цивил, лице. да. Да. Точно. Таа е логиката. Точно. Меѓутоа, добро, сметам дека, еве, лично сметам дека не е лошо и воената компонента да дојде под И јас еве веќе собранискава комисија, ма добро. кога ги фативме веќе комисији, комисијата за безбедност и одбрана според мене на својот радар треба да ги стави и другите безбедносни служби. Значи ние имаме ситуација кога нема надзор врз одредени независни безбедносни, например е дирекцијата за безбедност и класифицирани информации, никој не ја контролира. Точно. А таму се издаваат сертификатите за сите Точно. останати други Па види, и да не забораваме елементи на сега безбедносниот сектор. Дури една единица која што никогаш не ја коментираме, има едно деление во царина која што исто така има. Исто така работи разузнавање, Точно. така. И сега тоа е и тоа кој го контролира. Ама ајде ви, веќе додиме пошироко финансиска полиција, финансиско разузнавање. Апсолутно, да. УФР работи сериозни операции. Значи, целиот систем е поширок, така? Поранешната перење пари, финансирање тероризам, денешно УФР, управо за финансиско разузнавање, таму се работат исто сериозни операции. Јас имам неколку пријатели кои работат таму кои што се работиле сериозни кривични дела. Исто и они не се надлежни, не се поднадлежни на комисијава, така да може мислам, а таа комисија ги има удостоверението. На хартија ги има. Да, јасно. Да побара може. Еве исто и воено разузнавање може Добро, да ај ова оставиме тука. да се вратиме на генераливе, значи додека беше паузата баш тоа дискутиравме. Ова е чудно што се случува со НАТО сертификатите и како пример да го земе чешкиот претседател Петар Павел. Тој од 79 до 91 година бил војник во армијата на Чехословачка, бил член на комунистичката партија. Покрај тоа што ги прошол сите школи во Чешка, Чехословачка тогашна, соработувал со Варшавскиот пакт и така натаму. Тој човек успеа не само да ги добие сите сертификати, туку да биде шеф на војниот комитет на НАТО, во така. Брисел, така ли е? Овој како шеф на авиацијата бугарска Румен Радев, Румен исто Радев. така ги имаше сите сертификати на Така. Како беа овие од Варшавскиот пакт врзани со Советскиот сојуз ги добиваат сертификатите на времето? Нашиве не може да ги добијат. Никој, знаеш, ова е јавноста е во бунило малку, нели? Нашите не се толку необразовани луѓе да не знаат што става. Не е до необразованост. Добро. Јас Не лично- зборам за народот, вака Да, како лично праша. ги познавам скоро сите генерали кои се одбиени за безбедносен сертификат. Мислам дека има одредено политичко влијание во процесот на безбедносните проверки. Добро. Една поделба на подобни и неподобни за добивање безбедносен сертификата. Знаете дека без НАТО безбедносниот сертификат во моментот не може да добиете никаква позиција во НАТО, дури ни никаква повисока командна функција во арма, бидејќи нормално колку е повисока командната функција имате толку поголем пристап до повеќе класифицирани информации и до повисоко класифицирани информации, што е особено важно за НАТО. И мислам дека од оно што го знам, а го знам затоа што во време јас кога бев директор на сите тие генерали сум им потпишал безбедносни проверки, Добро. дека има одредено политичко влијание. Сега да не ги именуваме генераливе по имења, и тоа јас сум сигурен дека и во 5-6 што се одбиени, кај 4 или 5 директно одбиени ради политички причини, а не ради А безбедност. сакате да ни кажете дека НАТО им го прави тоа или дека нашите проверки од овде на НАТО му сугерираат дека се... Да. Проверките ги прават нашите служби. Во проверките може да
Да се напишат нивни сознанија. Наши местенки. Како со Бојан Христоски што направи па мене што мене. НАТО не ги проверува сите проверки, бидејќи нели логистички невозможно и сепак треба Мора да се имаме одредена попрена, проверба. Веќе точно, сме да. во клубот. Веќе нас не провериле пред да влеземе таму, дали сме подобни. И не само тоа, колку беа оние планови за членство што ги правихме? 18, 19, да. Membership Action, акцијски план за членство Да, направивме акцијски план за членство. и годишна програма за членство и ГНПЧ, нели скратено, годишна национална програма за членство и таму ови работи беа уредени. Сега се останува прашање зошто имаме ние ситуација, и ова е многу интересно прашање. Зошто имаме ситуација НАТО на нас да не верува? Зошто имаме ситуација кога нашите служби викаат овој човек е подобен, добива државна тајна, НАТО прави собствена проверка, вика овој човек не може да дојде да работи во Брисел. А колку такви случаи имаме? Еве еден е јавно публициран да Кој беше тоа? полковникот Зоран Стекуловски на кој што Радмила му подпиша решение за воен представник во НАТО. Тоа беше оној со Вуковар што е поврзан, Не, така? не. На, тоа е друг. Вуковар е генералот Мирослав Стојановски беше поврзан. Да. Ова е сработа. Извинувам. Полковник од Министерство за одбрана, министерката му подпишува решение, му вика од 1 април, еве се харикираме, нели? Од 1 април одиш во НАТО. Подпишано се. Плата, стан почна да бара човекот. На 27 март НАТО вика човеков не може да дојде да работи во НАТО, не ја поминува безбедносната проверка. Тука е прашање. Тоа е јасен доказ дека има манипулација. Ако има манипулација за издавање на позитивен резултат, така од нашите служби, за кој што НАТО вика не бива, не поминува, дали има можност за манипулација за давање негативни резултати, кои што НАТО по друга страна не ги проверува. Вика вие сте проверили, сте дале, еве ви резултатите, читете. Српски врски, ова, она, нели? Може да му напишат во белешките се. Затоа што и ова треба јавноста да го знае. Надлежни за вршење на проверките за воени лица е единствено Службата за безбедност и воено разузнавање. АНБ тука не проверува. За цивили кои што работат во Министерството за одбрана се врши двојна проверка. Проверува воена служба по место на работа, проверува АНБ по секој друг основ. За лицата кои што се воени лица, припадници на АНБ, проверката ја врши исклучиво ВСБР, Воената служба за безбедност и разузнавање. После толку скандали на Воената служба за безбедност и разузнавање, дали кај нас треба да има, ајде да не одиме со потешки зборови, одреден сомнеж за кредибилитетот на безбедносните проверки? Па има се. Ја мислам дека треба да има, како нема. Од друга страна, еве ова го кажам. Не, ама ова што го разберам, Дали постои простор за манипулација во процесот на издавање безбедносни сертификати и во процесот на правење безбедносна проверка? Апсолутно постои простор. Дали има манипулација, јас сакам да верувам дека нема, дека немало и дека нема. Но неколку примери кај нас Го покажуваат спротивното. Основан сомнеж дека нешто има. Го спомнавме овој скандал со Косово што се случил, го спомнавме нели тој со Брисел. Дали освен безбедносна проверка треба да им се прави на сите овие оперативци условно кажано и проверка за интелектуален капацитет воопшто да се справуваат со овие работи. Затоа што случајно имам така си имам интересирано на оваа тема и беа објавени, тоа беше скандал дури во Израел, на Шабак беа објавени дели од тестовите за како се станува нели член на Шабак, на израелската воена разузнавачка служба. И сега види таму тие тестови, тоа што излези по документарци каде што им прават, значи буквално тоа е така ригорозен процес на селекција што не може секој да го помине. Односно дури од 20 рекрути дали 2-3 ќе поминат, а можеби и и претходно тие 20 ги селектираат и претходно ги селектираат. Има еден прилично ригорозен процес на селекција. Кај нас како се станува, како некој може да стане дел од военото разузнавање во нашава земја? Кој е процесот на селекција, ми интересира? Ајде дојдеме легислативно. Агенцијата за национална безбедност со законот кој се донесе нели трансформација од УБК во АНБ за прв пат воведува во закон за да станеш член дел од АНБ, вработен во АНБ, треба да поминеш два теста. Тест за интегритет, ова ти што кажуваш,
да се види каков човек си, каква персона си. И полиграфско тестиране да се види дали си доверлив, дали си искрен. Таму сега во АНБ има не знам колко оперативци, колко вработени, нито еден не помина. Нито те за интегритет полага, нито полиграфско тестирање помина, затоа што има тогаш едно објаснување, може би сме го зборувале порано. И се уште е рак рана. Со образложение немаме доволно полиграфи. Образложение како овој што викаше за да нема доеви да ги смениме мејл адресите. Да. Лудило иста мера ти е тоа. Втора работа. Во агенција за разузнавање има полиграфско тестирање. Јас моите информации кажуваат дека за одредени лица не се прави тоа полиграфско тестирање затоа што се подобри. Со години го избегнуваат. Дури имаме информации кои што не се проверени, не може нели 100% да бидеме сигурни да тврдиме дека лица кои што паднале полиграфско тестирање потоа се упатени на задачи надвор од државата. Лица кои што не можеле да го поминат прашањето дали имате соработка со друга странска служба. Не можеле да... Значи, но паѓаат полиграфското тестирање, луѓе кои практично на полиграф се покажало дека имаат соработка со странски тајни служби, упатени на мисија надвор. Потоа упатени на мисија надвор. Ова е уште еден шок за мене ова утро. Операција Приштина, операција Брисел, ајде операција координација. Сеќавате кога двајцава директори на АНБ и НАРАС беа на конференција по за реформите на безбедноста разузнавачка заедница, беше онде во Хилтон. И кога и двајцата јавно изјавија дека постои извонредна соработка и размена на информации помеѓу АРА и АНБ, а на пресконференција претседателот Пендаровски кажа дека немало никаква размена на информации и дека за некоја работа која што е работела АНБ, агенција за разузнавање воопшто не знаеле. Кој лаже сега, претседателот или директорите? И тие изјави беа во рокот 2-3 дена меѓу себе. Рокот 2-3 дена беа двете тие. Ивица, ова е сериозен пропуст. Значи си има и на крај тоа сакам да кажам, системот кој е вака дизајниран, на крај и оние со шолјата у Брисел и овие со бензинската не треба да ама Приштина, така завршува. Тука ја разбирам, претпоставам Александра дека за тоа зборуваме дека не е значи не е полиграфот конечен, да е така со полиграфот не е потреба судски систем. Меѓутоа, ако е обврска дека мора да се помине, мора да се помине. Да. Тоа е муабет. Така, полиграфот не е нели 100% прецизно. Тоа е одредена дебата дали има 100% прецизност, но полиграфот е еден од елементите при докажувањето, да. Сега се прави нели безбедностна проверка на терен. Нели се оди по комши, прашуваат па каков човек е, што е, па се следи што си објавувал, како се објавувал. Породнини, моднини. Има неколку компоненти таа целосна безбедностна проверка. И тоа е една од есенцијалните компоненти во случајов законска обврска на АНБ, ставена во закон. И стои во агенција за разузнавање. Полиграфското тестирање е задолжително на одредени временски периоди. Ја не знам, за 6 месеци, не знам колку време. И сега ти ако 3 години поред ја избегнуваш полиграфското тестирање, индикатор е дека нешто не е вред. И што те отстранат од агенција за разузнавање, да ти го одземат сертификатот како што им го зема на, јас знам едно, ајде да наречеме последните 6-7 години двоцифрен број на луѓе на кои што сертификатот им е одземен и автоматски добиваат отказ. Последен таков случај јавно објави министерот, поранешниот технички министер за внатрешни работи Наки Чулев, дека сертификатот му е одземен, дека е одбиен за нов и дека му е даден отказ. Да, претходно советникот за национална безбедност. А сега, да, исто него. Сега вие не можете да имате ситуација во која 3 години некој избегнува полиграфско тестирање и не му давате отказ, го оставате, што не му давате отказ, туку го праќате на мисија надвор. А овој што поминал, вие што поминале полиграфско. Поминале полиграфа, му правиш негативна безбедностна проверка, сертификатот му го земаш и го трае на вработено. Едно друго прашање, Нацев. Имаше во Скопје сериозни нели настани поврзани со убиства во центарот на градот, киднапирања и така натаму, работи кои до ден денес полицијата ги нема расчистено. Во однос на убиството има и одредени индиции дека тие луѓе што го направиле тоа дека се професионалци, може да доаѓаат и од армијата, не знаеме. Може да доаѓаат од некоја странска армија, поверојатно, и тоа не знаеме. Нарачател може да е овој или оној.
која е улогата на военно-безбедносните служби, ако ова е юрисдикција нели на АНБ генерално би требало да биде и на полицијата и на Министерството за внатрешни работи, но кога има компоненти на поклопување, кога има елементи на тоа дека можеби армиски луѓе ги извршиле овие чинови, има ли улога нели во системот на безбедност военото разузнавање? Овде мислам дека можеме нив малку да ги абсолвираме од одговорност, да не излезе дека за се крива. Но мораме да кажеме дека софистицираноста, планирањето и екзекуцијата на настанот во ајде последниот да го зебеме во предвид, дека упатува на тоа дека лицата кои што биле вклучени се претходно обучени лица во делот на специјални операции. Дали специјални полициски или специјални воени не може да судиме, затоа што и тие обуката им е слична. Методот на инфилтрација, како доаѓаат, значи ние гледаме дека тие направили и одредено сопствено разузнавање, бидејќи тие точно знаеле со какво возило да се појавиле со возило какво што возат дел лица од екипата на убиените, значи Ауди. Се појавиле со таблица, која што таблица, иста таква таблица, вози истото тоа Ауди, кое што е припадност на дел од екипата на убиените. Кога ова ми се непотврдени информации, кога се јавуваат претходницава на овие убиените, нивното обезбедување да го провери сумнителното возило, добиваат одговор, таа кола е наша, бидејќи истата марка, истиот модел и ги носи истите регистарски таблички. Значи овие претходно ги имале точно сите информации, какви возила возат, кои се таблиците. И од тука доаѓа таа, да речеме, опуштеност на убиените. Да овие успеале да им влезат во канцеларијата каде што седеле. Тие не се убиени на маса надвор пред кафичот, значи се убиени внатре во кафичот, на одредено место каде што знаеле дека таму ќе се наоѓаат. Значи имало претходно оперативно извидување, веројатно убијци ви имале претходници кои што им јавила во автомобилов не ни беше познато досега. Е добро, како може така фалс да се изработат регистарски таблички? Ние имаме компанија која има тендер. Лјупчо, нема сега како се изработила табличка. Ние даваме 250 пасоши на криминалци. Нема криминалец во светот последните 3 месеци што убијам да немал македонски пасош. Сакаш од Црна Гора, сакаш од Колумбија, сакаш од Мексико, сакаш од Турција, убиваат во наоѓаат македонски пасош. Значи таблички веќе немал проблем. Влегуваат внатре со оружје. Викаат рација, полиција, ова е рација. Полиција никогаш не влегува така и не вика рација. Наредбата при влегување, при упат е друга. Вадат оружје, знаат кои се метите. Ги убиваат, еден само од гостиве или од келнериве пробува, го пукаат намерно во нога, му викаат седи мирен, излегуваат, потоа прават ексфилтрација. Така, и не е лесно ти да направиш ексфилтрација, да ти е чист патот, да поедеш до одреден, ти е не пошто многу, пошто 10 километри, го запалиле возилото и се губи секаква траги глас. И сега тоа идењето нека граница со Косово може да е само тактичка мамка, може би тие отишли на тука ги пречекал друго возило и ги вратило пак назад. Може у кисела вода. У кисела вода. Да. Значи, методот на извршување укажува на тоа дека извршители се лица кои што се сериозно обучени, сериозно подготвени и операција која што е сериозно подготвувана со сите компоненти, разузнавачка компонента. Добро, и сега во соработка на службите, полиција треба да се обрати до воено разузнавање и да им каже, кажете ми листа на луѓе од таа е толку и толку високи, вака и вака изгледаат што имаат поминато таа обука. Не може, тоа не може. Во Македонија тоа не може да се направи затоа што треба многу софистицирани тимови за истрага на местото на злосторството, на местото на убиството, треба сериозен систем позади тоа, треба сериозно вештачење, да не забораваме дека тие кои што пукале таму сигурно не ги студирале чаурите, така чаурите се на лице место. Сите тие чаури се подигнати, сите тие треба форензички да се прегледаат, да се види од кој оружје доаѓа, дали доаѓаат, например, ако веќе имаме сомнеш дека би можеле да бидат од војска, да се види пушкалошникови биле, полуавтоматски пушки. Уствари не полуавтоматски, автоматско оружје било. Затоа му испукале 40 куршови на тој во глава и во тело. И да не забораваме дека ова не е прво убиство кај нас. Ова е, може назад да наредиме 20 убиства неразчистени. Да не забораваме дека камери Дризи исто беше пукан со 60-70 куршови завршил него.
И сите тие убиства покажуваат дека се работи за професионални лица. За разлика од пукањево во Александар Палас, кога биле свадбари, кога пукале на секаде, само не таму кој што треба, ако се сеќавате. Да. Значи, има сериозна разлика помеѓу тие две работи. А са вака малце да ја дотераме работата. Низ Шаршија почнаа веднаш се шират приказни, не знам, вакви, такви, онакви, не знам од кај доаѓале, што доаѓале, качулки, мачулки, малте некако, не знам, да, не знам, како да биле од Латинска Америка дојдени овдека да ги специјални групи, меѓутоа, ај сега да бидеме искрени, затоа што во тој свет барем нештата се знаат. Операција во центар на Скопје од ваква софистицираното, може ли да извршат луѓе кои што не го познаваат теренот како својот джеб, малтене? Или пак да не им асистира некој што Или пак да нема асистенција од асистирање имало некој. сигурно. Значи асистирање имало сигурно, некој ми јавил тука се луѓе да ги пукали. Асистент имало сигурно. Дали може да се луѓе одантро може. Може затоа што со добра организација, еве ние имаме на пример специјални единици кои што одат на пример од тука, оди во Малезија, прави убиство, се враќа. Никој не знае кој бил како бил. А и тоа дека може да дојдат од Јужна Америка, може ли? Видите, вакви убиства, во убиство сигурно не е чинело помалку од 200-300 000 евра. Во на црниот пазар. Многу малку бе, ја мислев милион, два. Еве, ајде, најмалку реков. Најмалку толку. Значи, ова е сериозна подготовка. Бара сериозна и оперативна подготовка. Значи, сигурно овие биле следени убиените? Значи, добро, сакаш да кажеш Сигурно биле следени. дека извршителите може би не се од тука, меѓутоа ланецот кој што иде Оператива има огромна. Тоа апсолутно. точно. Нормално. И дека веројатно, имајќи предвид во тој свет сепак се познаваат луѓето меѓусебно, веќе самиот стил иницира кај треба да се движи истрагата ова мене и многу- каде одат, нели? Ова многу ми личи мене на убиство кое што беше во Грција, кога ги убија овие двајца црногорски мафијаши. Добро. На вечера во ресторан им влего, иста ситуација. Тројца им влегуваат, маскирани, со автоматско оружје, ги убиваат само нив, жени, деца, биле две фамилии заедно лезе на вечера, таргетите се тие двајца, ги убиваат тие двајца, никој друг не настрадува и бегаат. Значи, веќе Истиот модус операнди. Значи, Добро. А тоа е исто тоа. беше и наркомафија Колку таму во... професионално е убиството, толку повеќе укажува дека го имаат извршено, хајде сега да не прejudicirаме ги тоа, бивши превадници на специјална единица се баш тие луѓе кои што го имаат ги имаат сите алатки, го имаат инстинктот, И го имаат ноу-хауто. знаењето, да. За да го извршат тоа. Меѓутоа, ни пред малку зборувавме за ова, како нашиве веднаш знаеле на граница кој доаѓа, што доаѓа едно друго. Апсолутно. Така што пак зборуваме, значи софистикацијата околу ова, значи асоцира дека Да, ма тука не, има Ивица, тука има едно друго прашање, тоа колку не се нас безбедни граници. Абе како безбедни граници? Значи, дали Ова е уопште едното- овие криминални Лјупчо, групи идат на граничен Дечко преглед? едниот кој што го убија, едниот од убиените. има целосна дигитализација тој систем. Не се согласувам. Не, не зборуваме за Ние имаме граничен ситуација. премин. Човекот- Он може на диво да промени улози. Еве пример, значи да гледаме примери од праксата. Едниот од убиениве двајца, така, во Шишабар. Тој помалиот. Од Холандија се враќа со убиен човек. Дечко во Холандија извршил убиство, бил во притвор. Го пуштаат од притвор, 10 месеци колку бил притвор. Го пуштаат од притвор, бега од Холандија без пасош, пасош одземен. Бега од Холандија, влегува во Македонија. Како избегал од Холандија? Како стигнал до Македонија? Колку граници има од Холандија до Македонија? Па Со авион сигурно не дошол. Не, има Освен ако не дошол со пријат. Една, две, три. Еве 4 нека. Три се. граници. Еве 3 нека се. 30. Како дошол од Холандија до Македонија без пасош? Значи тој се бара таму за убиство. Тоа е организиран Ево бегство. Значи е организиран криминал, некој ланеца, така. Е. Значи границите се порозни, не само нашата. Како излегал од Холандија, бе? Шенген зона. Не само тоа, него тоа значи дека е затоа организиран криминал. Ние понекогаш си фантазираме, меѓутоа пипците на организиран криминал влегуваат и во полиција на такви земји. Ама еве со пасош, еве со пасошите. Значи вие имате ситуација. Јас сум сигурен дека ајде да речеме дел од тие пасоши се земени за променен идентитет. Тие 250 што ги имат продадени. Па еве се докажа дека да Дел од речеме на водачот на шкалјарскиот клан имал под македонско име и презиме. Абе, пасош. легиони на Бели Вук екипа пола имаат македонски пасош во Србија. Значи, еве, сам дај разложиме работа за слушателиве. Значи, дел од тие земале пасош за променет идентитет. Така?
направил некој белја, направил не знам. Чекай се, земали корупција, или им убиство. бил даден? Се Ќе тука платили им бил даден. Оној турчинот се сликал од Драчево, останица. Да. Али ајде чекай да разложиме до крај. Значи прво земале за променен идентитет, направил корупција, убиство, не знам што и да се скрие и го зема пасошот и крај. Веќе не се занимава со криминал. Дел од тие се направени за луѓе кои што се на сите можни црни листи на Интерпол. Значи секаде, во секоја држава за нив има, кај што има екстрадиција, за нив има налози за апсење. Она ред нотис, црвена потерница од Интерпол. Да. Значи имаме ние дел од овие луѓе, некои што им е потребно да го земат пасошот македонски. Добро. И да го употребат само еднаш. Значи само еднаш да го употребат и да го фрлат у канта. Зошто само еднаш? Затоа што него му треба пасошот од Македонија, со пасошот да одлета до се не знаме, во Латинска Америка ти повеќе ги знаеш. Една држава која што нема екстрадиција со Интерпол. Која што нема договор за екстрадиција. Еве Аргентина. Еве Аргентина. Значи тој го плаќа пасошот 50.000 евра, може би повеќе, не знаеме колку се платени, веројатно зависно од муштеријата и дела и цената. Го зима и го потребува еднаш, оди во Аргентина и крај. Така? И сега не се чудиме како овој дошол од како Холандија. во Македонија. Чекај сега како искочува од Холандија, ајде. Значи има прилично ниво на софистицираност. И кај мафијата. И кај па добро, затоа си организиран криминал. Но Нацев, знаеш како е, кај е системскиот проблем на целата оваа работа? Еве, спомнавме дека има специјална обука, има... Македонија денес продуцира ли вакви специјалци? Тоа ме интересира, затоа што на крајот од денот, за да се одбраниме од овие мафијашки кланови, за да се одбраниме од интервенции на странски држави, кој што беше нели диво населје или слично, нас ни е потребно да имаме наши специјалци кои ќе знаат да одговорат на сите овие предизвици. Затоа што утре може ова да се деси на секој и на чесен човек да му наради. Може обвинител ќе се појави у Македонија од нигде што ќе сака да го реши криминалот и ќе го решате вакви некои специјалци. Работава е дека нам ни треба, имаме ли ние воопшто специјалци кои ги произведуваме, кои нас треба да не бранат. Имавме, се уште имаме голем број на луѓе, јас познам лично голем дел од нив кои што се во двете специјални единици, во полицискава Тигар и во армискава Волци. Ама Волци нели ги укина? Тоа се јас сакав следно да кажам. Зошто систематски кај нас се оди кон укинување на најелитните единици. Значи вие, тоест ние како држава, започнаме процес на трансформација на армијата. Значи преуредување на единиците, значи ние го правиме реструктурирање на армијата. Трансформацијата започна од најелитната единица. Значи прво нешто што се укина беше полку за специјални операции. Значи најпрвото нешто од кое што ние почнавме реформа беше полку за специјални операции, кој што е единицата во која што нашата држава и многу странски држави преку заеднички обуки, преку заеднички сертифицирања, тренинг курсеви обуки, нашата држава има вложено многу повеќе средства и човечки и материјални ресурси. Па тоа нели беше за да ги нашата- направи тие луѓе број 1. Во армијата тие се број Тоа 1. беше нашата војна доктрина како земја, ние викавме Мала професионална мала армија, држава сме, имаме мала армија, немаме многу софистицирани технологии, немаме многу војници, но имаме специјални единици кои можат да одговорат на Ето предизвиците. така. Тоа беше војната доктрина на Македонија. И ние сега и ги градевме таа единица. Праќавме припадници на Волци на курсеви во Кина, праќавме припадници во Америка, праќавме на зелени берети, праќавме во турските специјални единици. Значи ние таму имавме една единица која што беше започета. И сега вие правите трансформација на цела една армија со стотици единици, ајде не стотици, да речеме со две бригади, со други командни и единици, и вие го растурате тоа кое што ви е најелитно. Место тоа да го чуваш за крај да направиш се друго, бидејќи веќе се готов продукт. Ти имаш готов продукт, најелитен продукт, најдобриот продукт, продуктот кој ќе да речеме со економски термини најмногу ти се продава. И ти го уништуваш тој продукт, луѓе кои што добиле од лекување и во Ирак и во Афганистан, и ти ги уништуваш. Зошто ги уништуваш? И јас мислам дека беа уништени волците затоа што да се направи едно спојување со ренџери, мислам дека ова беше предизборно ветување од СДСМ кон ДУИ за Имаше некој мит дека во Волци се само македонци и дека ради тоа треба да пропадне таа. и ние треба да знаеме дека волци веќе не постојат како единица, не постојат. Сега постои баталјон за специјални сили кој што е комбинација од волци и ренџери и веќе не имаме таму дел на луѓе кои што се влезени без селективен курс. Основата за влегување во специјална единица секаде во светот
е селективен курс. Тоа што го Кој кажав секој јас кандидат со треба да го помине. Шабак. Да. Во Волци беше 28 дена, за Рейнџери 14. Ако не ги поминеш тие 28 дена, не можеш да бидеш припадник на специјална единица. Истото го има и во Тигар. Селективниот курс. Сега, пазите како перфидно направено. И колку Со растурање на полгот за специјални операции. Има процент што паѓаат, така. И вица процентот од 500 луѓе поминуваат 7 или 6. Значи едно од Јас во мојава значи, едно од војничка најселективни, кариера, апсолутно, да. имам ситуација да сме биле ние на терен, во истата касарна, во Пепелиште, кога во исти момент се одржувал селективен курс. И сме гледале, не сум учествувал, и тоа сум гледал како се одвива курсот. И од 500 луѓе кои што дошле на курсот, останале 5-6 луѓе. Потоа пак има курс, нели? За 2-3 месеци да, пак јасно. има курс. Пак уште 5, така се зановуваат. Бидејќи нели одат луѓе во пензија, добиваат прекоманди. Они одат и млади во пензија, бидејќи имаат голем бенефициран стаж, Не, година, јасно, 6 месеци. јасно. И сега да се вратам на перфидноста на уништување на најелитната единица. И ти ја расформираш единицава, припојуваш одреден дел на луѓе од ренџер кои што не го поминале, од ренџери кои што не го поминале и ги ставаш во батальонот за специјални сили. И веќе ти имаш таму дуалитет, односно ривалитет помеѓу лица кои што 28 дена поминале низ Пеколу, Пепелиште и Криволак. И од друга страна имаш луѓе кои што ради политички причини се припоени кон единицата и тие сега во моментот го имаат истиот статус. Ова е еден коментар од слушател, кој ти го прочитам, од Бобан, наш слушател, да не го кажем пред името, вели вака. Ова што ќе ви го кажам е реално вработување во военото разузнавање. 2014 година мој роднина со членска книжка од ВМРО ДПМН плюс некој денар чест, толку имав да дадам, плюс ручек во кафана, петка до Министерството за економија, се вработи во воено одделение за информатичко разузнавање. Касарна Гоце Делчев. Имаше само проверка на блиските и беа кај соседите за информации какво е лицето. До ден денес работи таму и воопшто не го заслужува тоа работно место. Зошто тогаш не знаеше колку се 7 по 8, а диплома од факултет не знам, ова не пишува, вели ВМРО, ти си наша судбина. Е многу е лесно да го избанализираме овој процес за прием и во разузнавачки служби и во специјална единица. Јас во моја кариера сум имал контакти, службени контакти со повеќе од 10 разузнавачки и безбедносни служби на 10 различни држави. Меѓу кои најголемите? САД, Израел, Велика Британија и Германија. Да не ги редиме сега сите поред. Значи, нивната главна цел при регрутација е да ги регрутираш најдобрите и оние кои што се најсоодветни за одредена работа. Значи, тој што работи сигнално разузнавање, техничко разузнавање, сајбер разузнавање, не можеш од него да очекуваш да биде специјалец и да направи 100 склека за 2 минути и да истрча 3200 метри за 10 минути. Ама од него бараш одредени вештини кои што Ја и ти тоа тешко да успееме, добро. Не, ја може да бидам инженер. Ама од него бараш одредени вештини кои што он може најдобро да ги примени во својата работа. Исто така, ако ти сакаш да испратиш прикриен разузнавач во странство, да го пратиш еве не знам каде, ајде се Русија хот топик, жешка тема. Го праќаш во Русија, ама не знае руски. Што си направил? Банализам до невидени граници. Апсолутно, за крај Нацев ти беше во Будимпешта на безбедносен форум, ако не се лажам. Да, бев на конференција која се однесуваше на едината на европската Како политичка декан, заедница. како научник во таа Да, така бев поканет како еве академски работник. Се но и видеш со како- Груевски? И како не. Но и како Како се насмеа, ми делува дека си се видел. нема Време. време да бидејќи агенда беше А волја? малку набиена, а и вечерто бев гостин на телевизија на М1. Но се вратиме настанот беше за едината на европска политичка заедница. Еве амбасадорот веројатно ја следи развојот, идејата на Макрон кој што од да речеме едно време со изјавата НАТО е клинички мртво до ајде да направиме нова европска политичка заедница, направи еден целосен, едно салто 180 степени за помалку од година дена. И тоа беше дискусијата дали европската политичка заедница ќе ја превземе улогата на Европската унија и на Советот на Европа и дали ќе се вклучи безбедносно одбранбено да се преориентира, тоест да
преземе дел од надлежностите на НАТО. Според мене нема да се случи ни тоа, ни тоа. Ајде Тоа е голема дебата, Шукен е Совет на Европа при... И Боцевски Шукен е беше во Европска политичка Будимпешта заедница. Ама предходно. ја бев на друга конференција. Ја ова све околу Будимпешта се вртите. Да, не, има нешто да не Еве, кова, сега ќе некој ти кажам, заговор, не. Никола Сега ќе ти Груевски објасниме што е причината. Причината е што Некако сите не. патишта ви водат кон Не, Будимпешта. Ја не сум бил со години во Будимпешта. унгарската влада, унгарска дипломатија има една сериозна балканска компонента. Тие својот интерес го проектираат во регионот. Еве, например, можеш да следиш по еден, ти сакаш финансии. Освен во Македонија, ОТП банката, нивната најголема банка, секаде во регионот има своји филијали кои што се многу силни, така? Значи, гледаш финансиски интерес, дипломатски интерес, воен интерес. Од друга страна, без разлика на сите муабети, забележуваш кој е еден од луѓето кои што најчесто се слушаат со францускиот председател Макрон. Орбан, Премиерот Орбан, да. Што значи дека Унгарија успева да како се вика она, успева да се здобие се една силна улога Уште една и тие тоа го валоризираат. Уште една работа само да го дополнам амбасадорот на кратко. Не само Унгарија, туку сите држави од В4 групата, централноевропски држави, Вишеградската ја препозна потребата за значи дипломатско действување надвор од официјалните канали, преку think tankoви. И секој од овие држави има по еден многу силен think tank кој што работи на промоција. Јас бев на покрај на Матиус Корвинус колегиум, унгарскиот најсилен. Сигурно го знаеш Глобсек од Братислава, словачкиот. Сигурно го знаеш Институтот за стратешки студии во Прага. И веројатно го знаеш полскиот ПИЗМ, кој што е и подофицијално покритие на полското Министерство за надворешни работи. Препознавањето на потребата за дипломатско действување надвор од официјални дипломатски канали е оно што на нас во моментов ни треба. ви благодарам многу. Почитувани слушатели, ви останете со 107,4, а јас гостинот и кодомакинот ќе ги носам на полиграф да одговорат на прашањето дали се сретнале со Никола Груевски. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски. Прифаќате полиграф? Апсолутно. За разлика од овие од агенцијата кои Веднаш, ајде. одиме на полиграф, а пред полиграф едно еспресо за тиковите да бидат што е можно по изразени.